Добро Не утро сме и се благодарам виделе на поканата. од политичкиот моментум, кога бевте кандидат за прв човек на СДСМ, јас барем од тогаш не сум ве видел, инаку сте гостували овде во студиото, Редовен кога работи на гостен, да, политички и благодарам, на да. економски теми. Јас пе повикав за ТИРС малку да посветиме, ако може, внимание на оно што е странски инвестиции, странски наспрати домашни инвеститори, што и како е во моментот ситуацијата во однос на странски инвеститори? Минатата година имаме рекорд на последните податоци на Народната банка покажува дека повеќе од 750 милиони евра нови странски инвестиции се влезени во државата вкупно зборам во рамки на целата економија, што е секако до сега најдобар резултат од осамостојувањето на државата. Сега, во овие 750 милиони евра, што се брои? Значи не се брои Greenfield, Brownfield, не се брои таква инвестиција, туку со по методологијата на Народната банка, во принцип се однесува на сите оние средства кои се влезени во државата, кои се вложени во економските текови. Ајде, така наједноставно да го презентирам. Можам да кажам дека во рамки на овие бројки, оно што ние го презентираме као податок, например, ние во последните 24 месеци, за 2 години зборуваме вкупно, и имаме некаде само во рамки на зоните зборувам сега, значи имаме некаде околу над 650 милиони евра постигнати договори. Се што подразбира тоа? Подразбира средства кои што директно влегуваат еден помал, да кажеме, сегмент во изградба на објекти, еден поголем сегмент во носење на нова технологија. Да кажеме, кога ќе кажеме странските инвестиции се толку, кај нас мисла дека луѓето дека се отворени фабрики и бидејќи таква една мантра се и добра перцепција така и треба да биде. Затоа велам дадов поедноставна, да кажеме, споредба за да, нели, милионите се милиони, дали зборуваме за 5, 10, 15, 50 или 100, треба да објасниме што подразбираме под тоа. Че конкретно ви кажам, че станува збор во овој случај за средства кои што се влезени во државата и кои што се вложени, повторно кажам, еден помал дел во објекти, индустријски објекти, каде што треба да се смести технологијата, и во еден поголем сегмент во нова технологија која што генерира, нели, нов продукт. Своевремено се создаваше таа мантра и многу се инвестираше во привлекување на странски инвестиции, па дојде еден период кога домашните инвеститори реагираа затоа што имаат многу поволности странските инвеститори, а странските инвеститори постојано потенцираат корупцијата и владењето на правото како голем проблем во Македонија, и тоа не е само сега овие 6 години, туку изминатиот период 15-20 години назад, во однос на оно што имаме како директна странска инвестиција. Што е оно со што можете да се пофалите? Можеме ли, бидејќи ние застанавме некако, барем бројки, Дрекслер, Мајер Џонсон, Контрол Џонсон, Мети, некој може би замина и од оно што гледаме. Немаме, да, оно што можам да го кажам дека во изминатите 5, односно 5 години, ако зборуваме од 2017, од како оваа политичка гарнитура ја презема одговорноста за управување со државата, значи немаме заминато. Немаме затворен капацитет, напротив, од она што го наследивме, да кажеме, јас го наследив пред 2 години, меѓутоа зборуваме за целиот овој 5 годишен период, односно 6. Не само што немаме не само што немаме затворен капацитет, туку добри половина, да кажем, од оние кои што се затекнаа тука, влегува во нови инвестициски фази. Значи ние имаме ситуација каде што ќе ви кажам конкретно за зоните, бидејќи да кажеме ајде 70-80% од она што се подразбира странска инвестиција е наш клиент. Зборам како правни субјекти, клиент на зоните. Од 30 на некаде активни договори кои што јас ги наследив пред 2 години, значи некаде 20-25 субјекти правни, значи со 10 веќе потпишавме нови договори за значително проширување на инвестициите кои што веќе ги има. Тоа подразбира не само нови капацитети, нови промени, него значително зголемување на бројот на работните места. Тоа значи дека и оние кои што сме ги затекнале, нормално, не само што не затвориле, не само што одржале, туку и значително прошируваат. Тоа само говори дека деловната клима која што е создадена и која што се развива понатаму, очигледно е поголема за овие инвеститори. Сега кога зборуваме за новите, само ќе нема зборам на долго и на широко, тие ги донесовме тие, ќе бидам многу едноставен. Најголемата Greenfield, односно најголемата странска инвестиција од осамостојувањето на државата, ја презентиравме пред 2 месеци. Германската Gerresheimer, компанија која што е активна во делот на фармацевската индустрија, која што работи со големи светски брендови, меѓу другото кои што беа познати во ковид пандемијата како саплаери на вакцини, значи отвори капацитет во државата и вложува повеќе, односно близу 200 милиони евра. Повторно кажам, најголемата странска Greenfield инвестиција од осамостојувањето. Е резултат на активностите на оваа политичка гарнитура, благодарение на деловната клима за која што зборуваме. И кога зборувате,
чисто ситна реакција на оно што го споменавте, странските инвеститори имаат забелешки нормално, исто како и домашните за не велам дека е идеална. Деловната клима од државата како што не е идеална ни во регионот, ниту па било каде во Европа или во светот. Меѓутоа повторно кажам, критика постои, меѓутоа сакам да зборам и за ефектите и за резултатите. Така изборуваме. Не, добро, генерално критиката Ефектите и резултатите се тие, значи повеќе од скоро половина од тие кои што веќе биле во државата, не само што сме ги задржале, туку решили да влезат во значително проширување. Че имаме компании кои што влегле со 5, 10, 15 милиони евра, со 200, 300, 500 нови работни места во тој период, тогаш пред 10 години, кои што се вложуваат 30 милиони, 50 милиони вложуваат дополнителни 1000-1500 работни места. Така, перцепцијата своевремено се сведе на политички гарнитури кои го е попрашање на тоа кој колку директни странски инвестиции донел Гринфилд, па овие се во наше време и тоа некако се сведува да не бе ние вие ништо немате што да направите. И тоа и обратно, значи и СДС не сакам, значи не видите, знаете како, значи на оваа позиција, значи на било која на јавна позиција, неблагодарно е да се споредуваме секој направил, значи секој функционирал во свое време. Апсолутно, затоа што претпоставам се сеќавате, мислам дека 2005 или 2006 беше дали Джонсон Контролс или Джонсон Мети, па се потепа Бучковски само што замена Груевски само што Бучковски беше тоа што поканет кој да отиде на отварањето на отварањето и отиде сеќам на тоа, мислам не е толку, мислам одамна беше меѓутоа добро, еве, памтењето не држи. Знаете како, значи, ако сакаме да успееме како држава, безцелно се надпреваруваме, мислам, здраво е во политичката битка да кажеме кој направил повеќе. Меѓутоа и треба да сватиме дека врз база на тоа што нашите претходници сработеле позитивно, го градиме нашиот успех понатаму. Успехот не е мој личен, туку успехот на државата. Истото што очекувам дека оно што ќе дое после мене на оваа позиција, ќе го продолжи некаков континуитет. Сега ќе додаде нови елементи, ќе го развија понатаму. Меѓутоа безцелно е постојано се враќаме од почеток, затоа што така освен што самите на себе заради некој его, можеби политичко си докажуваме дека сме подобри од претходниците, на граѓаните не носиме никаков бенефит. И затоа ние продолживме онаму каде што застанале нашите претходници. Нормално се додадовме нов квалитет во целиот тој процес, затоа се овие резултати кои што ги имаме сега. Колку внимаваме на домашните инвеститори во оваа приказна, во смисла на заштитење на нашите капацитети. Еве споменавте оваа инвестиција од фармацеутика, така не се лажам, и колку на пример го пазиме ние Алкалоид кој што е наш најголем гигант во моментот. Активно разговараме со сите, да кажеме, релевантни стопански комори. Она што можам да кажам дека е една од елементите, да кажеме клучните столбови, да кажеме, на политиката на оваа влада, беше изначувањето. Тоа беше едно од изборните ветувања во 2016 година, тоа е правењето на конкретни чекори во изjednačувањето на третманот на домашните со странските. Во 2018 година се донесе еден закон, кој се вика Закон за финансиска поддршка на инвестиции, кој што и практично ги изедначи. И сега вие имате во моментот некаде, ја би кажал, близу 1000 домашни правни субјекти, значи компании, кои што користат финансиски средства за поддршка на инвестиции по различни основи во рамки на овој закон. Дали се тоа финансиска поддршка која што обезбедува директно владата, Развојната банка, Фондот за иновации релевантно, меѓутоа имате повеќе од 1000 домашни компании, тоа се 1000 домашни компании повеќе во однос на периодот претходно. Значи, во тој период немало поддршка за домашните компании, сега имате финансиски механизам со кој што парите се слеваат од буџетот кон компаниите, зборам се за поддршка за конкретни инвестициски проекти. Дали е тоа доволно, може да дискутираме. Меѓутоа дека чекорот е направен и дека не само што имаме правна регулатура, туку имаме функционални системи кои што веќе ги поддржуваат. Ти инвестиции, тоа е многу важно. Она што да кажеме како новина го воведуваме веќе и во технолошко-индустријските развојни зони, за жал кај нас доминантно, да кажеме, освен една компанија помалку домашна, сите останати се странски правни субјекти. Мислам, регистрирани се во Македонија, меѓутоа супституците се странци, кои што уживаат финансиска поддршка од државата. Неспорно, мислам, може да зборуваме за бројките колку придонесуваат назад во буџетот до последно време, можам да кажам дека сум задоволен. Меѓутоа, еве веќе работиме и многу брзо. Фактички договорот е веќе постигнат, Комисијата за заштита на конкуренција го разгледува во моментот, очекуваме нивно мислење, меѓутоа договорот е веќе постигнат со голема домашна компанија која што ќе стане прв наш, да кажеме, клиент во технолошко-индустријските развојни зони. Верувам дека тоа ќе донесе значителен исчекор и ќе биде јасна порака кон сите, пред се средни и големи домашни компании, дека технолошко-индустријските развојни зони се отворени за нив. Се предпоставам ги знаете сите оние дебати кои што постоја во однос на
фаворизирање на странскиот инвеститор, се со цел за да се привлече тој странски инвеститор да дојде во Македонија и ние своевремено не биравме ниту средства во таа битка за да ги донесеме овде, при тоа некош можеби одејќи и на штета. Во кој смисла го говорам? И реакциите беа овакви, кога државата мене ќе ми ги плаќа при донесите на сите вработени, кога не знам ќе ми даде вакви услови, кога ќе ми дава струја, кога ќе ми стави трансформатор, кога ќе ми ги овозможи сите услови, во таков случај можам и јас да видам инвеститор. Тоа е една од реакциите на домашните инвеститори, затоа што тие беа тотално обесправени во целата оваа приказна. Но имате друга паралела каде што сега може и тој да се носи со некој гигант, како што го имаме. Джонсон Контролс ми паѓа на памет сега. Уживаат ли уште исти придобивки странските инвеститори? Бидејќи начнавте еден дел од темата и финансискиот сегмент повторно, значи во делот на финансиската поддршка играта е горе-долу изедначена. Има се уште простор за да се подобри тој сегмент, меѓутоа повторно кажам со законот за финансиска поддршка 2018 година играта е веќе горе-долу изедначена. И тоа е јасно. Сега, во делот на инфраструктура, она што го споменавте ви, реакциите се сосема на место. Да кажем, една од првите работи со кои што јас да кажеме на оваа позиција нешто повеќе од 2 години, една од првите реакции со кои што јас се соочив кога отидов во стопанските комори на, да кажеме, иницијална средба и представување, беше токму тоа што го кажавте. Во тој момент неколку големи домашни компании воопшто не ни дискутира на тема финансиска поддршка. Дискутира на тема предизвиците со кои што се соочуваат во реализација на нови инвестиции поврзани со административни процедури. Што подразбира тоа? Имате земјишта, сакате да започнете градба. Сега, во технолошко-индустријските развојни зони нашиот механизам е следен. Добивате земја, добивате развиена инфраструктура или се договараме во кој рок државата ќе го обезбеди тоа, пристапен пат, енергија, вода и така натаму. Се она што е потребно, меѓутоа доаѓате со како се вика тоа идеен проект, значи една предфаза во проектирањето и добивате одобрение за градба за неколку дена. Значи буквално неколку дена. И при тоа имате 6 месеци додека градите, да го комплетирате проектот и да добиете да се заврши целиот процес. Меѓутоа градите. Тоа значи дека од моментот на пристапување и исклучување на договорот со вас до моментот на почеток на градба не би требало помине повеќе од 1 до 2 месеци најдно. Забелешката на домашните компании беше дека во, да кажеме, локалната самоуправа која што во нашиот случај задолжена, нели, во општините да ги обезбедува овие одобренија, постапките траат месеци, да не кажеме години. И тоа е проблем. Дополнително пак што имате еден куп нерешени инфраструктурни проблеми, што заради немање интерес, што заради недостаток на капацитет кај општините, вирам сега да не ги критикувам општините, меѓутоа у суштина е таква ситуацијата која што реално ги развлекува, да не кажам ги обесхрабрува домашните инвеститори. И ние што направивме? Знаејќи го тоа, им пристапивме на домашните, велам средни и големи компании, велиме вака, повелете, вратата е отворена. Еве, за тоа ви споменам, че првата голема домашна компанија, наш клиент, ќе објавиме наскоро, откако ќе заврши процедурата во институциите, договорот со компанијата е постигнат, и ќе ги ужива и овие придобивки. Меѓутоа, ќе биде на исто рамнишче со странскиот инвеститор. Апсолутно. Меѓутоа, имате компании кои што можеби не сакаат да се поместат од местото каде што се веќе лоцирани нивните капацитети, тоа е легитимно. Имаат веќе земја нека. Направивме дополнителен исчекор и во соработка со Министерството за економија направивме измена закон за индустријски зони. Со кои што фактички овие придобивки кои што ги, значи финансиските на страна, велам, за финансиските веќе постои закон кој што си се спроведува и кој што ги задначува. Меѓутоа овие практични инфраструктурни, на што го велите вие земјишти и така натаму, на домашните фактички ќе им овозможиме со измените на законот за индустријски зони кој што е веќе во владина процедура, да не се селат во рамки на зоните, туку да направиме нормално по одредени критериуми зони на локацијата каде што се. Тоа подразбира не е ограда да им ставиме нормално и рампи да ставиме, туку овие придобивки пристап до инфраструктура, затоа што нема. Мислам, 21 век се согласувам и срамота е да зборуваме некаде за пристап до вода и до струја, меѓутоа имаме во близина тука каде што сме, значи на десетина километри, зоната Визбегово, имаме еден куп домашни компании кои што се уште немаат пристап до канализациона мрежа. 21 век. И тоа е неприфатливо, се согласувам.
Така што и за тие компании, и за повеќе 30 години. Не можеме ниту сега да фрламе вината на не префрлам, не ме разбирате погрешно. Ова е критика за сите, ова е критика и за владата, и за општините, за сите критика. Ова е критика за институциите. За вода и канализација. Критика за институциите, ова не префрлам на локална самоуправа, е проблем после 30 години. Ве свати, сакам да кажам дека 30 години се занимаваме. Меѓутоа, за да не испадне дека се седиме тука и мудруваме, го направивме чекорот и рековме вака. Државата повторно кажувам по одредени параметри, значи мора да има некаков, нели, ако вложуваме средства треба да знаеме колку пари влегуваат назад во буџетот. Во тој зона ви избегува јасен пример каде што знаеме дека има компании кои што придонесуваат многу. Реално и вработуваат и плаќаат даноци, све плаќаат. И рековме вака: ќе овозможиме на тој простор државата да влезе и да каже ние ќе обезбедиме она што е елементарно потребно за функционирање на таа зона. Инфраструктура. Дополнително на компаниите ќе возможиме да ги користат овие придобивки кои што ви реков на улеснети процедури за градење. Мене како граѓанин, на пример, ќе ви кажам, ми нема никаква логика да кога одам во општина, моето барање за пример доградба на гаража во двор се третира исто како барање на некоја компанија која што треба да вложи пример 5 милиони евра и да вработи 500 луѓе. Нема логика. Треба дупа да го чекаме. Не, нема логика. Знаете како? Не може да имам ист третман, затоа што државата и треба да приоритизира, и треба да каже да, ако вие вложувате и вработувате 30, 50, 100, 200 луѓе, тоа барање ќе добие приоритет, моето барање за гаража ќе почека. Или зашто и да е, не е важно. Така што еве со тој чекор и практично ќе направиме напор, овие елементи кои што недостасуваат, повторно кажам, елементарна инфраструктура, дополнително права за имишти, имотно-правни така работи кои што се можеби за дел од граѓаните не разбирали ситни, меѓутоа бизнисмените се сериозни, да ги надминеме и на тој начин реално да кажеме да повелете сега имате празен бришен простор, целосна поддршка, реализирајте. И верувам дека така инвестицијскиот потенцијал на домашните компании ќе го ослободиме, ќе го ставиме функција на економската како рековте првата домашна компанија ќе ја видиме многу. Тоа ќе биде клиент на ТИРС. Меѓутоа зборам дополнително олеснувањата ќе ги извадиме и надворот од рамки на ТИРС-овите. Фактички механизмите функционираат секаде каде што имаме критична група на компании, помали општински индустријски зони, каде што ваков тип на поддршка недостасува. Добре, имаше една теза дека можеби е добра ова енергетска криза или ковид кризата, не знам која беше, за да се привлечат повеќе странски инвеститори, не знам како извадија таа теза. Каде сме ние на мапата на привлекување на странски инвеститори, бидејќи да, ворете, сега кога говориме дека не треба да ги ставаме домашните фирми, особено оние кои што инвестираат, имаме неколку такви големи кои што се па извозно ориентирани, дека мораме да го дадеме местото кое што го заслужуваат, но од друга страна мораме да водиме да чекори со светот. Колку сме далеко во однос на една Србија во смисла на привлекување на странски инвеститори? Идејата беше да се искористи оној момент со ковидот кој што понатаму да кажеме се поврза и со делот на кризата во снабдување со одредени суровини, односно полупроизводи во процесот на производство, да се искористи делот капацитет да се скратат рутите за транспорт, бидејќи да кажеме главните рути за снабдување доаѓаат од Југоисточна Азија. Идејата беше дел од тие капацитети да се преселат во овој дел на Европа за да може крајниот, значи патот до крајниот пазар да биде фокус. Се зборуваше доста на таа тема, меѓутоа знаете како, значи мораме да бидеме внимателни. Македонија сепак релативно мала држава економија и веќе сме во фаза во која што, ајде вака народски кажано, размислуваме па и пребираме. Да кажеме кои се компаниите со кои што би соработувале, би му возможиле да отворат своји капацитети тука и да уживаат поддршка од страна државата, бидејќи знаете како, ако пред 10 години, да кажеме заради високата стапка на невработеност, делом не било оправдано се донесат дури пари за реклами трошевме, да се донесат компании кои што се трудоинтензивни, иако ние сме имале, се уште имаме трудоинтензивни дејности, сектори како текстилната индустрија на пример, че трудоинтензивно подразбира и релативно ниски плати, се разбира. Дури, па повторно кажам, и да било делумно оправдано во тој момент. Значи, сега веќе немаме никаква оправданост по секоја цена и за секоја компанија да имаме отворени врати. Вас ќе ви споменам дека последните неколку месеци 3 странски компании кои што ни пристапија, 2 од Европа и 1 од Азија, не ги вративме, меѓутоа културно се заблагодаривме на интересот и кажавме дека во моментот имаме други инвестициски проекти на кои што им посветуваме малку поголемо внимание. Зошто? Бидејќи големи фирми или релативно големи фирми, меѓутоа дејноста со која што се бават е доста трудоинтензивна
И Текстил. реално, една од компаниите беше во делот на текстилната индустрија и реално анализите што ги направивме не покажаат никаква добивка за државата. Значи требаше да дојдат, требаше да вложиме прво доста ресурси во подготовка на тие проекти, ангажираат доста луѓе кои што реално нема да бидат платени соодветно и повратот на средства на вложените средства на државата за поддршка на таа инвестиција беше некаде по 20-25 години, што ниту еден инвеститор, да кажеме, од оваа страна кој што би сакал да вложи во таков бизнес не би го прифатил. Така што повторно кажем, мораме да бидеме и во тој сегмент и веќе сме внимателни. Така што фокусот сега е ставен инвестиции со подобар квалитет. Што подразбира? Тоа подразбира, значи сакаме да ги видиме, сакаме да видиме бројка. Ке дојде некој ќе каже јас сакам да вложам 100 милиона. Во ред меѓутоа што подразбира? Да вложуваме во што? Објект, технологија. Океј. Што генерира тоа? Колку имате извоз, колку имате годишен приход, колку има добивка, бидејќи нас на основата за оденачување приход во буџетот е добивката. Колку луѓе вработуваме, каква е структурата на платите, не е доволно кажете ја ќе вработам 5000 луѓе. Во ред, и тоа колку ќе платиме тие луѓе. Не е исто дали ќе земат плата 20, 25 или 30.000 дена. Или 35.000 дена. Прво затоа што придобивката од странските инвестиции не е парите што се вложуваат. И објектот и технологијата на компанијата. Не е наш, не е ваша, не е на луѓето. Меѓутоа придобивките се парите што остануваат во буџет преку добивката, односно данокот на добивка и преку придонесите. Меѓутоа и парите што ги заработуваат граѓани. Ние пред крајот на годината објавивме податок дека за 22 година ни е рекордна година од аспект на извоз. 3,75 милиарди евра. Тоа е некаде 45% од вкупниот домашен извоз. Тоа е супер број. Меѓутоа знае дека во продавница кај мене во населбата каде што живеам, комшиите го ќе ме прашаат што значи тоа, реално не значи ништо. Меѓутоа кој ќе му па така е. Се не се сака да ја прашам. Меѓутоа кој ќе кажеме дека минатата година сме имале 2500 нови работни места во тие компании. Добро, во ред. Што се реални луѓе кои што се вработени и дополнително ако кажам дека од тие 3,75 милиарди евра некаде околу 400 милиони евра останале само во џебовите на работниците, делумно нели отишле понатаму и во буџетот по основа на придонесе, тоа веќе има логика. 400 милиони од тој извоз останал во добро. Како радоме за како рековте 3,75 милиарди. Милиарди. Да. Евра, така? Евра. 400 милиони останале како плати за работниците. Добро, а колку останале во Македонија, колку се изнесени надвор од тие 3,75? Не, ви кажувам, значи од тие, да кажеме, во сегментот на, значи увозно е дело на што влегло како суровина некаде 3,2 милиарди, тоа значи дека тие секако отишле за да се внесат. И фактички од додадената вредност, значи некаде околу колку останале, значи 500-600 милиони, добар дел останал во државата. Добро, тоа е добра варијанта, приходи расходи, ако имате извоз. Значи добар дел останал во државата по основа на плати, нешто останало нормално како добивка што е окей, кој што го доначуваме и тоа е приходот по однос на тоа само во буџетот е некаде над милиарда денари. И сега доаѓаме до ситуација каде што, како видите вие, веќе бираме ние кој се може да влезе во зоната. Јас муабетот и обично луѓето генерално ние се палиме во наводници, се палиме на гиганти. Дали нас не перцепираат се уште како работна сила? Колку нас не избега Србија, која што нели ја нарекува балкански тигар во моментот на привлекување на странски инвеститори, бидејќи имат и автомобилска индустрија и се, некако србите не навлегувам во политичкиот момент, но во оној економски дел некако изгледаат како да се отидени веќе многу напред. Еден податок. Нормално, затоа што Србија е поголема, бидејќи често патувам на таа релација и често во местово каде што обично престојувам, последниот пат, тоа е отприлика кога почна кризата Русија-Украина, мислев дека е заради тоа, прво цените поскапени и тешко можете да најдете место и прашувам што е работата, зашто нема место, а имаше и атлетски форум и ми вели затоа што вика го закупи на една година Toyota или не знам кои јапонци, 200 на цела година 200 работници го закупиле тој простор, не е хотел, туку како апартмани. Не знам како да го речем, нивно јавно предпријатие. Сакам да кажам дека, значи, ако имате вие 200 луѓе кои што закупуваат апартмани за 200 луѓе странци да работат од Toyota, тоа значи, мислам дека беше и Toyota не ме држите за спор. Сакам да кажам дека србите веќе целат на она баш на гиганти кои што доаѓаат. Како е кај нас ситуацијата? Ние колку зони имаме? Бунарчик, Ние имаме во моментот 14, од кои што оперативни зборам со клиенти внатре, значи зборам со компании внатре со 8.
една од, да кажем, ако правиме споредба, значи станува збор за 4 пати поголема економија, нормално. Второ, тешко ли е гигант да привлечеш во Македонија? Да, ќе ви кажам сега и пример. Пред некаде 2 месеци имавме посета на голема јапонска компанија, светски бренд, кој што се уште, да кажеме, сме во фаза, кој што Македонија ја рангираше многу високо, да кажеме, на листата на потенцијални инвестициски дестинации европски. И во дадена фаза, сега во моментот, меѓутоа и тогаш кога беа во посета, значи зборам некаде пред 2 месеци, Македонија беше во конкуренција со две земји од Централна и Источна Европа, Полска и Чешка. И знаете како, мене прв пат ми се случи да се обидуваме да бидеме поконкурентни од држави кои што се далеку пред нас во секоја смисла да аспект на регулатива, членки на Европската унија, капацитети за обезбедување на финансиска поддршка и други работи кои што постојат, бидејќи и Полска и Чешка се членки некаде, не се лажам, 2007. Тоа е, значи, колку веќе, 15 години. Работната рака таму е поскапа, веројатно. Работната рака е поскапа, меѓутоа знаете како не игра секој улога работна, особено кај квалитетни инвеститори, вакви високотехнолошки, кои што, да кажеме, на инвестиција од 100 милиони евра не ангажират 5000 луѓе, ангажират 500, ангажират 300, ангажират 200. И што им е битно? Многу елементи. Например, конкретно бидејќи стануваше збор за јапонска компанија, специфични се, да кажеме, ајде, од тој дел компаниите Југоисточна Азија, беше важно и дали во земјата има други јапонски државјани, дали има некоја јапонска заедница помала, дали има образование на јапонски јазик. Значи имаше елементи кои што, да кажеме, кај останатите инвеститори од Западна Европа или од Соединетите американски држави воопшто не се тема на разговор. Моравме брзо да се прилагодиме. Па добро, имаме ние. Па немаме тоа. Не Моравме брзо да се прилагодиме. Во Србија има и кинески, и јапонски. Не, исклучиво јапонски, имаме и ние кинески. Че имаме две големи кинески компании што не се корисници, кои што има, да кажеме, и тоа не беше доволно. Например, имавме прашање дали има јапонски ресторани во Скопје. Значи имаше исто така, сакам да кажам, значи при подготовката и при реализацијата на посетата, делегацијата беше 48 часа во Скопје. Исто толку помине во Варшава, исто толку помине во Прага. Имаше многу одреден дел на специфични барања кои што не се поврзани со финансиска поддршка. Прашам, тоа е за да не одбијат или затоа што тие се дават стрикно профил да кои работници дали има каде да видат специфичен, значи многу специфичен, да кажеме, профил на инвеститор, за кој што ја кажам, значи ние во подготовка изгубивме неколку месеци и се уште, да кажеме, сме активни во делот на лобирање за да успееме Македонија да ја држиме високо на агендата, да кажеме, во тој сегмент. Меѓутоа, од друга страна, ова што тоа мене ми го покаже дека реално можеме да играме во, ајде спортски кажано, да не играме во регионалната лига, него да играме малце пошироко. Ова е се веќе европска лига. Повторно кажам, значи ниту една друга од земја од регионот не успеа да стигне во таа фаза. Да. Па добро, иако ја придобиете тогаш и на она листа која ќе се да кажеме што е веќе сега го зборуваме, да кажеме и со амбасадата на Јапонија во Скопје, веќе летоска да одиме да реализираме една презентација на државата пред, да кажеме, одреден круг на јапонски компании во Јапонија. И тоа е веќе таргетиран, затоа што веќе, да кажем, имаме некакво искуство во тоа што тие компании го очекуваат од самата држава, не само да спекна финансиска поддршка, повторно кажем, инфраструктура, земјиште, расположлива работна сила, културни елементи и така натаму. Имаше доста специфични работи. Врз база на тоа да кажеме, дополнително напредиме нашиот пристап и да се презентираме, да кажеме, сега веќе пред 5 или 10 други потенцијални инвеститори. И верувам дека, да кажеме, со таков пристап би имале успех. Така што кога зборуваме за брендовите, процесот не е толку едноставен да ставите вие реклама на телевизија од Македонија. Не е така. Второ, повторно кажам, треба да сватите што им треба. Како не нашле? Кој? Па еве јапонците. Како слушнале за Македонија, бидејќи рекламата не нормално дека нема да го донесе инвеститорот, но помага во одреден дел за да дознае во најмала рака каде е Македонија. Еве кажам, значи тие претпоставам сигурно многу не се замарале. Комуницираме, еве да кажеме, ајде веќе сме во завршна фаза, договорот ќе го постигнеме со компанија од истиот регион, да кажеме Југоисточна Азија, не е јапонска компанија, меѓутоа ќе објави. Да, меѓутоа исто така голем инвеститор. Исто област електроника, јапонската компанија електроника, голем бренд се, тајванците се нешто помал, меѓутоа им се, да кажеме, соработуваат. Во рамки на нивната взаемна комуникација пренесена информација дека тајванската компанија, споменав тајванска беше открит. Отиде веќе готово. Не е важно, добро, брзо ќе договорот веќе го постигнавме така до ќе објавиме, не е важно. Споменала
да кажем, исподелила искуство од аспект на наша флексибилност, слушаме, се обидуваме да се прилагодиме на нивните потреби, така натаму, голем инвеститор, нема збор. Фактички од уста на уста, релативно ефтина реклама. Бесплатна реклама, и башка најубава. Релативно најдобра реклама, фактички рекла да е добро да видиме. И кога ни пристапи, устори на Министерство за економија првично е пристапена, искрено јас бев и министерот бил изненаден. Од каде сега? Тој луѓе. И тоа се испостави посекоја прашавме. Тоа е оној момент кога ние прво мислиме да не се зеза некој со нас, така? Не, сериозно беше, сериозно беше, проверивме веднаш, меѓутоа целта, значи ја не спорам дека телевизиската реклама е важна. Никаква дилема немам дека представувањето во живо е важно. Меѓутоа знаете дека ако одите на неподготвено некаде и да кажете и добар ден, јас дојдов да се презентирам, добро, окей. Меѓутоа веројатноста дека нешто ќе обезбедите е многу мал. Зашто јапонецот или тајванецот, без разлика која фирма, зашто доаѓа тука да инвестира? Кои му се придобивките? Географија, број 1, значи она што го споменавте вие, ние малку близината на европскиот пазар е многу важна. Од она јас што го слушам од нив, ние веќе имаме проблеми со кадар, не говорам јас за работна сила која што нели ќе седне во конфекцијски работи, туку за стручна работна сила ние имаме сериозен проблем веќе. Знаејќи го тоа, еве да кажеме од минатата година, сосема сте во право. Значи веќе не е проблем. Не е проблем ни квалитетот, проблем е веќе и квантитетот, значи бројката. Меѓутоа, ајде дека зборуваме за високотехнолошки компании кои што знаете како, ако имаме некаде инвестиција 10 милиона кои што вработат 3000 луѓе. Сега зборуваме за компании како Гересхаймер конкретно, ви спомнав, германците вложуваат 200 милиона, вработуваат 500 луѓе. Тоа чека високотехнолошки. Треба да знаеш едно да разбереш, другото треба да знаеш јазик. Меѓутоа за сите останати така е, за сите останати од минат 2021, значи пред минатата година веќе, воведовме можност да самата компанија организира процес на стекнување на дополнителни вештини за луѓето и државата тоа го кофинансира во дел. Зависно од типот на буката, од 25 до 50% од трошоците ги презема. Значи не ние да ги организираме буките, бидејќи ние не знаеме што им треба на компаниите. Самата компанија тоа да го направи, на тој начин развива вештини за луѓето што им се потребни, дополнително им зголемува продуктивноста, тоа подразбира заплатите, така да фактички е win-win ситуација за двете страни. Така што таа можност компаниите веќе има. И во принцип се обидуваме преку Отворен Балкан иницијативата сега, каде што една од првите работи беше признавањето на квалификациите и слободата на движењето на работната сила во Албанија, Србија и во Македонија. Реално носи ризик дека дел од луѓето можеби ќе отидат да работат во соседните земји, меѓутоа исто така отвара можност па и да привлечеме дел од луѓето да дојдат да работат тука, зависно од условите што ќе ги понуди. Така што и за овие компании тоа е важно и повторно кажувам и кај големите брендови кои што си има да кажеме специфични барања, квантитетот и квалитетот на работната сила е важно. Македонија има предност заради тоа што е членка на НАТО, значи, ајде да кажеме кај јапонците тоа беше важно да аспект на безбедност и стабилност. Почетокот на преговорите за членство во ЕУ носи некаква предвидливост во делот на правната рамка и регулатива и тоа е многу важно. Инфраструктурното поврзување тука постои, она што е да кажеме наша предност е што сме 2 сата оддалечени од пристаништата во Солун. Тоа значи дека влезно излезно за поголеми да кажеме компанија многу поедноставно. Нормално треба вложување во делот на железничката инфраструктура, никој не бега од тоа и тоа треба да се случи, меѓутоа инфраструктурното, значи локацијата, инфраструктурното поврзување, стабилноста поради членството во НАТО, флексибилниот пристап наш дека како помала држава можеме поголемо внимание да посветиме на секој поголем инвеститор, да сватиме што реално им треба и пристапот до сепак ќе кажам високо квалитетна работна сила, споредбено да кажеме со останатите пазари, се конкурентски предности на Македонија. Не велам, знаете како, и Србија е конкурентна во тој сегмент, особено што е 4 пати поголема, особено што има традиција да кажеме во делот на автомобилската индустрија. Факт. Сите ќе не прашаат како успеале Фијат да дадат. Фијат функционира во Србија 60 години, не функционира од вчера. Не е тоа критика, сакам да кажам чисто реално и кога се споредуваме треба да знаеме реално од каде поаѓа. Веројатно сме биле деца, но ќе се сложите предпоставам во кога почнуваше Македонија независност 90-тите години, па се сеќаваме сите нали на Сиба, на едно на друго. Дали сме пропуштиле златни шанси или не сме пропуснали златни шанси, тоа пропуштите тоа веројатно времето само може да кажем, но не можеме се враќаме на денешницата. Ние денеска се соочуваме со проблем како што вие го споменавте, што општински, што државни, заглавени во администрација, во бирократија. Например, постојано се говори, сега да не ја споменувам големиот гигант на што има ланец за супермаркети, нели да не правиме реклама, што може да удри
дали ќе влезе, дали нема да влезе во Македонија, веќе кога спомнуваме за Lidl и некако сите паѓаат во несвест. Lidl, тоа е она што е во Македонија, тоа ќе може да предизвика, сега не знам колку може да предизвика кај она што е македонски супермаркет, па дополнително на тоа што и како е со македонски производи, иако разликата на пример од грчкиот до српскиот, јас можам да ја забележам дека е поприлично различно, значи она што го има во Грција го нема во Србија повеќе, се фокусирање на домашни производи. Тоа е едниот момент, докаде еве да кажеме Lidl. Докаде, на пример, не знам дали е во ваш домен, филмскиот град, Малковиќ што го невуваш. Добро. Ни пристапи и на нас можеме да говорам. Што е муабетот со што ние затупуваме, доаѓа Џон Малковиќ и вели луѓе дај да ви направиме филмски град. И толку веќе никој ништо не зборува, уште една се јавија и претпоставам можеби и заминале или се уште овде. Заглавени во таа бирократија. За Lidl не коментирам, бидејќи проектот навистина е камени, ако од информациите кои што веројатно до кои што ви имате пристап, гледам дека проектот се движи, значи релативно брзо. Па тоа што читам, еве само што не отвориле, па не знам во Команово, па не знам во Штип, па не знам, мислам да. Тука така да, верам дека тоа се движи според. Но еве за филмскиот град, бирократија е момент? Не, сега ќе ви кажам зашто, бидејќи по игра на уствари не е случајност. Дојде до нас, да кажеме. Ни се обрати на нас, имавме еднаш два пати средби со локалните, не се локални регионални представници се на самата компанија. Знаете како, значи и во самата презентација на проектот има одредени елементи кои што не секој соодветствуваат со реалноста. На пример? Еве сега ќе ви кажам, значи мислам не е проектот наш, ниту чувствувам некаква обврска дека треба да го презентирам или да го критикувам или да го бранам, мислам наш од аспект на дирекција. Меѓутоа, пак кажам, мораме да бидеме внимателни, го споменав тоа, од аспект на тоа што одредена инвестиција носи како бенефит за самата држава. Значи одредени, значи проектот се состоеше од повеќе елементи. Филмскиот град беше само еден од тие. Имаше еден крупен сегмент кој што подразбираше фактички развој на комерцијални објекти. Дел за домување, дел за деловни намени. Имаше тој делот на real estate, она што го зборуваме. Па тоа претпоставам, ако доаѓаат да снимат филмови, треба да спијат некаде. Не. Значи сегмент значи во рамки на самиот проект одредени елементи укажува на тоа дека навистина нема зошто да се даваат одредени привилегии на одредени инвеститори, имајќи во предвид дека таа дејност во држава е поприлично развиена. Добро, они, значи не е само филмскиот град, сакале згради да градат. Да. Тоа сега ајде вака ако сакате. Сега вулгаризирам, брутални да бидеме, брутално искрени да бидеме, да, и јас еве лично ќе ви кажам, немам проблем тоа да го дискутирам. Значи понудивме сегментот на филмскиот град веднаш да го реализираме во една од нашите зони. Веднаш. Значи земјиште да лоцираме за таа намена и дури да обезбедиме контакт со домашни фирми кои што биле подготвени тоа да го изградат и да го дадат под наем. Само компанијата да дојде, да донесе технологија и да донесе клиенти да се снимаат тука работа. Значи да почне. Велам, сегментот на недвижност, комерцијален елемент, тоа го немаме, бидејќи тоа си е сосема друг ресор во државата кој што треба да лоцира земјиште за таа намена, да менува планови и така натаму. Меѓутоа, представници на компанијата инсистираа прво на тој сегмент пред да се реализира делот на филмскиот град. Тоа за мене беше индикатор, искрено да бидам, дека можеби делот на филмски град е некако траван? Не, меѓутоа залепен на целата приказна за да може да се бутка побрзо. Не велам дека стојат несериозни луѓе позади проектот, меѓутоа повторно кажам како држава треба да седнеме, а ние мислам дека добро направивме проценка за целата работа и да процениме дали одредена инвестиција колку да звучи интересно на почеток и примамливо, реално носи некаква добивка за нас. А тој филмски град, тој би градал, сега кога веќе го отвориме, на истата локација каде што би бил филмскиот град, би било домовање или да јас ќе ви направам филмски град, а вие дајте ми во центар јас да изградам згради. Па не, центарот се карикирам за да имам кога ќе ми доаѓаат глумците каде да ги сместам. Нема врска со глумците тоа. Така што повторно кажам, искрено јас не добив впечаток дека сегментот на студијата е приоритетен во деловниот план на овој клиент, така што јас повторно кажам, еве дојдовте кај нас, нема никаков проблем. Еве го, компонентата за филмски веднаш да реализираме. Имаме земјиште, значи бевме подготвени, имаме земјиште, има све. А добро, што е спорно ви во тоа да е, на пример? Во кое? Па еве и да сакал да гради згради. Што е спорно тоа? Па знаете како, ако треба вие да одделите едно убаво фино парче од убава локација во центарот на градот и тоа да го дајете за без пари на некој кој што на тоа ќе прави сериозни средства, да се постави прашањето зошто па тоа не го дајете на
Зашто да не го земеме? Не ние, него зашто едноставно тоа не си Не, редовна, сега, јас не, одакle редовна кажувам, постапка да. каде што ќе конкурират и домашни компании. И еве го пристапот на воедначување на странски со домашни компании. Так, уште е во игра тој Софијанскиот град? или? Искрено не знам, јас немам контакт повеќе месеци, така да не. Мислам, пак кажам, не е ова критика, значи легитимен е интересот на странската компанија да дојде да го побара тоа, меѓутоа за мене беше доволен индикатор фактот дека немаше толку голем интерес во сегментот на она што беше во јавноста промовирано Колку што беше продадена приказната за филмски град. Повторно кажам, значи легитимно од нивна страна да барат, легитимно од наша страна како држава да си ги процениме приоритетите, да кажеме, знаете како, за ова парче земја, ајде ќе отвориме постапка, па нека се пријават 10 компании. Не се лажам, мислам дека беше и во изборна програма во Илинден на Жика, ако не мислам дека беше филмски град, меѓутоа за Како и да, локалните повторно избори, кажам, не сега да се свати дека ова е критика или значи сето тоа е во одредена во други земји можеби би поминало. Не знам, и тоа повторно кажам, релативно мала земја сме, стварно имаме ограничени ресурси посебно за земјиштата, стварно треба паметно да ги и организираме и паметно да ги користиме. Добро. Овде уште сме во игра со јапонците кога веќе ги споменавме, со Чешка, Полска и многу ние, е, така? многу, значи многу како се вика, многу е не е тежок процесот е бара, да кажеме, и премиерот неодамна испрати писмо до претседателот на јапонската компанија. Така што некако се обидуваме да останеме во игра, ако повторно кажам, значи конкуренцијата е доста сериозна, меѓутоа отвара врата веќе, повторно кажам, за да се презентираме сега пред друга група на база на искуството кое што го веќе го имаме, пред друга група на јапонски компании, да ја видиме првата јапонска компанија воопшто во држава како инвеститор во, ја би рекол, догледно време. Колку енергетската криза удри по странските инвеститори во смисла на цени на енергенси, претходно споменавме и други сировини, кои што се значени железо, отидоа цените до плафон и така натаму, сега не знам генерално што е како е со компаниите, но еве на пример некои од странските инвеститори колку што гледам поприлично се веќе граничат со она што е рентабилност, па некои дури работат и 4 дена во неделата, некои преку еден ден. Тоа не беше поврзано со енергетската криза, повеќе беше поврзано со кризата која што беше 2020, беше веднаш по пандемијата, па делом на минатата година со снабдување посебно во делот на полупроводници. Тие се спојани ли со Да. една по друга криза? Меѓутоа пак ја кажам, бројките кои што ги чекаме годишните сметки на компаниите, мислам дека неделава е последниот рок да го добиеме, меѓутоа од бројките со кои што ние располагаме, можам да кажам дека релативно добро се справуваат со кризата, платите растат, она што ме радува е што ајде тие ќе почекаме ги потврдиме, меѓутоа минатата година сигурно зборуваме за раст барем 15 можеби 20%, што е доста важно. Така што во сегментот на енергијата, да, како и за домашните, така и за странските, цената минатата година отиде доста високо. Имаше барање од компаниите, излеговме во пресред на делот тие барања, например, направивме напор и го регулиравме делот на овозможување на поставување на фотоволтаични централи на крововите на објектите во рамки на зоните. Дел од компаниите искористија таа можност, веќе имаме вакви централи на повеќе објекти во зоните, што делумно помогна, да кажа, во справување со процедурата повторно. Доста лесна, зборуваме за неколку дена до не е ни одобрение за градба, него дека е согласност валјда која што обезбедуваме за така што постапките се кратки. Така што да кажеме со тој чекор помогнавме во дел да се намалат овие притисоци врз компаниите. Во меѓувреме добро гледаме дека цените и на гасот и на струјата генерално имаат надолен тренд, делом заради благата зима, така што ајде да кажем во тој сегмент мислам се надевам, ајде барем и очекувам дека ризиците се веќе зад нас. Ова е Дрекслер Мајер, тоа се е под вас или? Не, Дрекслер Мајер не е наш клиент, меѓутоа Но е странска инвестиција, се смета. И сега во... Мислам, не е клиент на зоните, иначе. Да, затоа прашувам, не е клиент на зоните, но го сметаме како странски инвеститор. Не си е странски инвеститор, по сите стандарди, да кажем. Да, затоа го сметам. Сега, еден момент, бидејќи се испреплетува сите кризи, морам и да превршувам, и што е оно што како критика своевремено се таргетираше на ТИРС, не на вас. Така, да. Туку дека, окей, да, странски инвеститори, меѓутоа парите барем да останат овде. Вие дадовте еден пример со фирмава која што
колку 400 милиони, како беше 400 милиони завршиле во... Тоа за сите фирми генерално зборуваме, да. Меѓутоа, ќе кажам вака, уште поедноставно ги немаме бројките за 22 и за 21 ќе кажам, значи во буџетот, уствари за 22 можам да кажам, во буџетот, например, во 21 година, само по основ на придонеси и персонален данок, значи без данок на добивка. 2021, така? 21, значи во буџетот има влезено некаде околу 2 милиарди денари. Минатата година, овие се првични податоци, повторно кажам, ги чекаме годишните сметки на компаниите. 2 милиарди денари. Тоа се 30 и колку се таму, без малку 5 милиони евра. Добро, да. Меѓутоа, ќе кажам за друго. Минатата година имаме исплатено према компаниите некаде околу 750 милиони денари, ајде, што би се рекло во наши пари некаде околу 12,5 милиони евра. Само по основ повторно првично некои калкулации, само по основ на придонеси и персонален данок, повторно зборуваме за некаде помеѓу 2 и 2,5 милиарди денари, значи некаде 40 на милиони евра. Тоа значи дека неисплатени 12 милиони евра од државата минатата година, само по основ на придонеси и персонален данок, значи без данок на добивка, воопшто не го сметам, значи државата приходувала 40 милиони. Или најпластично кажано, за 1 евро кое што државата го платила кон компаниите, добила назад помеѓу 3,5 и 4 евра. Добро, тоа е оно што треба да го плати како придонеси така на држава, оно што државата им го платила на компаниите, како суви пари влегле назад во буџетот по 4. Значи 1 евро исплатила. Не, окей, тоа математиката 1 евро платила и се е врзано со работникот е врзано, така? Не секогаш. Придонеси здравствено, пензиско. Значи нашата политика во последните години е државната поддршка се фокусира на делумно ослободување, односно делумно ограничено временски ослободување од плаќање на данок на добивка и ослободување од плаќање на персонален данок. Придонесите се плаќаат. Ги испочитувавме врските од старите договори каде што имаше дел субвенции на придонеси, меѓутоа за сите нови договори инвеститорите си плаќаат во целост придонеси. Колку тоа ви ги одвраќаше или привлекуваше инвеститорите? Меѓу тоа беше едно од... Знаете како, и тоа е дел, ако ќе кажем паметен пристап, луѓето се смееа, да кажеме, нашите политички опоненти, меѓутоа функционира кој што гледате, да кажем, за 1 евро добивате 4 назад. Практично тоа се бројки кои што лесно се проверуваат. Знаете како, не мора секојаш со пари да ги купуваме работите. Некојаш и односот е важен. Знаете како, ние кога доаѓаат кај нас, многу едноставно, на почеток им кажуваме што не е важно. И јас им кажам, ворете, мене не ми е битно да се чеме ленте, се сликаме, фрламе лопати, правиме такви работи, окей. Меѓутоа важно ни е да видиме каков е интересот на државата да спекне даночната база што се создава, добивката, да видиме колку луѓе ќе ангажирате и исто така важно е да видиме колку ќе платат тие луѓе. И на тоа инсистираме во текот на разговорите. Ако процениме дека овие елементи се задоволени, државата може да биде флексибилна, да се договори. Дали ќе обезбедиме поголемо земјиште, подобар пристап до инфраструктура. Сето тоа чини пари, меѓутоа на крај математиката кога се прави, секојаш излева во полза на државата. А колку изнесуваат надвор од Македонија? Како извинете? Колку се изнесуваат пари надвор од Македонија? Бидејќи ова се странски инвеститори, така. Своевремено ги броевме кога Окта, не знам, или било кој или Стопанска банка ќе изнесеше во... Знаете како, значи добивки, знаете како имате се уште компании кои што продуктите кои значи ги продаваат према компанијата мајка, тоа значи дека овдека добиваат само надоме за репроматеријалите, односно веројатно не и за тоа, него добиваат само надоме за работната сила, амортизација и нешто малку за како добивка, меѓутоа поголемиот дел веќе фактурираат директно тука кон крајниот корисник. Тоа значи дека грото од парите, да кажеме, стигнуваат веќе на сметки во државата. Легитимно е дел од тие средства како основна добивка понатаму се изнесат, но меѓутоа не станува збор за преголем дел од тој сегмент. Повторно кажам, на крајот на денот она што е важно за нас е обврските кон државата бидат подмирени, а понатаму исто како и за домашните инвеститори, средствата се на располагање за самите компании, со тоа што настојуваме да ги поттикнеме да ги вложуваат понатаму и понатаму. Различни сте од Ковачевски. Зошто? Во смисла на вие не сакате, сега ќе ви кажам, вие не сакате малку на шега, ќе терам за да завртам на политика, вие не сакате сликање, фрлање лопати, за разлика од Ковачевски кој што отвараме, не, за разлика од Ковачевски кој што го гледаме на 2 недели походи па купува по маркети, па тоа како што го правеше Груевски, овој го прави веќе уште побрутално.
Тој се заскриваше Сега го е малце шеташе со поголем микрофон. домаќин, да јас не можам да се пофалам многу дека идам често во маркети за жал. Меѓутоа добро. Па пуштете некаде да снима и вас. Како купувате со Не, ама, знати да, цени. тоа ќе биде, да, може би они да почесто, тоа за мене ќе биде секако, како се вика, баш манипулација, бидејќи реално знаат луѓето дека на пазар одам, признам, меѓутоа во маркети не баш. Не, затоа реков да свртам малку на политички моментум, како ви изгледа целова состојба, прво избори горе-доле генерално, иако ВМРО ДПМН бара, сите индиции се дека ќе бидат следната година, дали ќе бидат заедно со парламентарни, односно со претседателски или ќе одат прво претседателски по парламентарни, тоа веројатно ќе биде договор помеѓу сите политички чинители. Ќе поминат ли уставните измени? Тоа е добро прашање. Јас сакам да бидам оптимист дека имаме разумни луѓе. И има разумни луѓе, одма ќе кажеме, секојаш сум зборувал отворено, значи исто како во СДСМ, во ВМРО има здрави структури, значи разумни луѓе кои што размислуваат во интереси на државата. Јас можам да ги разберам дека седејќи во опозиција полесно е да покажуваме со прсти, да критикуваме и да знаете како и опозицијата носи одговорност. Значи и пратеник во опозиција или член на опозицијска партија или член на раководство е одговорна позиција. И повторно сакам да кажам, сакам да верам дека има критична маса на луѓе кои што е подготвена да каже окей, ајде да го затвориме овој ден понатаму, зашто треба да идеме понатаму. И знаете како, значи ние понекогаш ме прашавте која е компаративната предност на регионот во однос на Македонија. Па меѓу другото и политичката стабилност. Са ние знаеме дека државата е политички стабилна, да спекна тоа дека не ни се случуваат сериозни, да кажем, ајде, протести по улици и така натаму, и да кажем институциите функционираат, меѓутоа нестабилноста странците, да кажеме генерално гледат и во делот на тоа колку главните политички субјекти се спремни да соработуваат на одредени клучни прашања. И ние тоа неа. Не, добро, видите сега, Знаете малку, како, за да не бидеме постојано контрадикторни. зборуваме- Значи, прво сме НАТО земја членка Не. и го користиме како придобивка. Меѓутоа, Второ, тоа е сигурно дека во глобално. Србија е по-турбулентно, ако гледате така, може би не на сама Србија, Да, меѓутоа Србија меѓутоа знаете како, ако некој дојде, знаете како, читаме, следиме медиуми, така? Значи станува збор за два различни сегменти на стабилноста. НАТО е безбедност пред се. И тоа постои, тоа не бегаме од тоа. Напротив, тоа треба да се користи максимално, бидејќи безбедни сме. Факт е тоа. Се Па тоа на Јапонецот што битно му е дали сме во Европска унија? Па да, од аспект на стабилноста и сигурноста во смисла и на правната Па регулатива. еве Бугарија во Европска унија, па мене не ми личи дека е стабилна. Прво нема влада, колку години? Секако параметар ве разбирам што зборуваме се за да различни кажете, да. сегменти сега. Сега го збориме она што го кажувате вие. Точно така, во Бугарија нема политичка влада 2 години, тоа е сегмент на политичка нестабилност, така. И се согласуваме, ниту еден сериозен проект не би почнал сега во моментот, не знаејќи со кого треба да збори од другата Не страна. знаеш кава оваа позиција ви е фина вас, ниту ви критикува, ниту за струја ви критикува, ниту... Па сериозно, вие се сеќавате Владко Ѓорчев какви пресуди ви држеше 2004 Многу е подобро кога ќе седнеме и кога дискутираме, значи еве со представниците од членови на раководство на ВМРО, дебатни емисии вика вас која седи. Значи кој има здрава дискусија на тема економија, нема никаков проблем. И тоа е окей. И тоа од таква дискусија излегуваат конкретни предлози и иницијативи што може да се работи. Видите, седнете кога ќе зборуваме само предавници вакви такви почињаме се делиме. И знаете како, тоа остава впечаток кај сите, остава впечаток кај инвеститори. Се викаат чекајте се полека да видиме што ќе се случи. До кај ќе идева, ќе пукне ли, што ќе мислам се ќе пукне. Да, веројатно. Да, метафорички кажам. И сето тоа, и сега еве дискутираме, значи колку време дискутираме тема избори. Не е тоа оваа година, и минатата година се дискутираше. Се луѓе прашуваат, чекај се, ќе има избори, ќе нема, што ќе се случи. Генерално избори е нешто што бизнисмените најмногу мразат затоа што затоа во Македонија се стои цела година. Знаете како, све стои. После тоа не сме најасно. Океј, ајде ние се залагаме, викаме да треба да се затвори прашањето со Бугарија, продолжиме со процес на преговори. Добро. Нашите политички опоненти викаат не, сега ќе седне, па ќе преговара. Човече, до кога ќе преговара? До кога ќе го зборуваме истата работа? Дај да го ставиме за нас да идеме понатаму. Постои ли можност за широка влада? Сите на СДСМ ВМРО се на куп? Дали им постои можност, не знам. Ако ме прашате за мојот став по тоа прашање, ќе бидам исто така отворен, ќе кажам дека вреди да се размисли, да се разговара. Благодарам што Баш заради политичката стабилност. Благодарам што бевте во студиото. Благодарам на поканата. Иван Деспотовски, прв човек на ТИРС, технолошко-индустријски развојни зони, во студио 10. Пауза, во студиото доаѓа Гордана Димитриевска-Кочевска, подпредседателка на ВМРО ДПМН. Видете со нас.